Новата учебна година, Вана, некако ја Броиме спомнавме, ситно. да, и во однос на сообраќајот, но и сета таа промена што следува, ева и за нас, но најважна за прво првачињата, потоа родителите, но и сите оние кои што одново започнуваат нова учебна година и предизвиците кои што ги носи самиот момент на нов почеток. Секако тука особено треба да се внимава на самите емоции кои што ги чувствуваат, како што спомнав, особено најмалите, меѓутоа и како треба родителите да се однесуваат со цел да им го намалат и стресот на децата, но и собствениот стрес. За таа цел разговараме утрово со Катерина Дунимагловска. Пред се благодарам за издвоеното време, па еве, Ване, започни го разговорот. Што е она што е најважно? Искусен педагог, ментор за работа со деца, одличен соговорник, вистински соговорник за оваа тема. Го гледаме, Катерина, и насловот вели подготовка, стрес и адаптација во новата средина на децата. Мислам, добро поставена тема, бидејќи 1 септември најсреќен е прво за родителите. Се слави ако нели детенцето оди прво оделение и тоа е убав повод. Но стресот не смееме да го забравиме. Сите знаеме ни што сме поминале ние додека родителите ни славеле, адаптација, нова средина, нови другарчиња. Па за почеток, кои се најчестите стресови кои децата ги доживуваат на првиот училишен ден, било да се првачиња, било да не се, бидејќи помалите деца сите влегуваат во пакет. Добро утро, ви благодарам многу за поканата и токму интересна тема која што сите не засега, но не можам да кажам дека само е за родителите и за децата, туку и за нас, за наставниците. И за наставниците, да, се извинувам. Да, комплетно. Тоа е еден триаголник кој што треба сите да го почитуваме и сите заеднички да навлеземе во новата учебна година, бидејќи е голем чекор, а посебно за првачињата. Затоа што нормално, нели, емоционално треба да бидеме подготвени, но најголемото мое искуство, бидејќи многу години сум во образование и работам со деца 25 години, односно 27 години, но и како родител, бидејќи сум и мајка на големи деца, сите фази ги имам поминато. Првиот момент е што ние како родители, без разлика во која форма сме, треба емоционално да се подготвиме, ние да бидеме малку во мир со себе, односно да го прифатиме моментот дека почнуваме едно ново поглавје, едно ново патување и да им го представиме на нашите деца дека е тоа само исто како да одиме на патување, на летување, како се подготвивме да одиме на летување и бевме многу среќни, нели одиме на одмор, да. И сите сме подготвени што ќе ни е потребно за да одиме на одмор, истото тоа да го направиме сега во друга форма, малку да ги отпуштиме, да го направиме позабавно. Моето искуство ми покажа кога ќе ја менуваме улогата, нели, на играње на улоги, сега они да се стават во улога на родител и што би направиле исто и ние како наставници, што би направиле тие кога би биле на нашето место, мислам дека малку ги намалуваме емоционалните стресови и создаваме атмосфера во која што ќе можеме полека да навлеземе во новите предизвици. А како има на децата, особено на првачињата кои што ги споменавме веќе неколку пати, како тие се чувствуваат кога доаѓаат прв пат во училиште, што најмногу ги опушта за да може да се адаптираат полесно? Најмногу ги опушта кога ќе видат атмосферата, но таа емоционална подготовка настанува пред да одиме. Обично е при уписот, нели, на првачињата, они го гледаат училиштето, родителите заедно со нив го посетуваат, но овој период на одмори го прави бришењето емоционално кај нив и повторно они сега доаѓаат во момент дека, нели, влегуваме во они го замислуваат дека училиштето е едно голема куќа, бидејќи во градинка, ако оделе во градинка или биле со своите баби, дедовци, се наоѓаме во една атмосфера, комфорт зона во која што ние е мала мислам средината, но сега кога ќе навлеземе тука веќе јас им го представувам најчесто како наставник и како родител како еден голем океан, а ние сме едни мали рибчиња и сега во овој океан треба сите заедно да пливаме, дека имаме и големи риби, имаме и мали риби, но сите заедно ако успееме да се соединиме како една голема риба и пливаме заедно низ предизвиците, никој не може да успее да ни ги земе нашите уникатни знаења и она што треба да го стекнеме во годината. И кога на тој начин ќе им го прикажете како една, како кажуваат она сторителник или приказна, верувате, они едноставно го прифаќаат моментот. Децата многу побрзо прифаќаат отколку сами ние возрастните. Ние возрастните зашто имаме искуства и претходни искуства што ние сме ги поминувале несвесно, ги пренесуваме, ние го пренесуваме во поглед на тоа како демек
леле, сега ова е нешто многу страшно и они тоа го гледаат како леле нешто страшно, а не знаат што е тоа страшно. Ако им се објасни дека тоа не е ништо страшно, дека тоа е само едно ново патување на пливање. Так. А како родителите можат да ја препознаат анксиозноста кај своето дете и што можат да направат за да ја ублажат, бидејќи кога е детето малечко, ретко може да се издвои анксиозноста некако, нели се ставаме во еден пакет кога е нервозно и се па мислиме од тоа му е, но како конкретно за ова може да се препозна и како да се пристапи во тој случај? Едни првите чекори кои што се препознаваат, а и ние како родители, како наставници го препознаваме, бидејќи пред се ние наставниците сме исто родители. И она што родителите го гледаат дома, и кој ќе ни го пренесат на нас, ние заеднички во комуникација наоѓаме излез како да го решиме. Првите мои искуства што ми покажа беше анксиозност се појавува кога децата почнуваат наутро да кажуваат дека стомак ги боли. Не сакаат да станат од кревет. Наоѓаат изговори од типот нешто главчето ме боли, не би сакал денеска да одам, може ли да го одложиме започнувањето на училиште, да се вратиме во градинка, да одиме првен во градинка и така сите тие симптоми што покажуваат дека детето има некој длабок страв. Тој страв од она непознатото. Родителите тука се збунети, мислат дека стварно всушност е проблемот, дека нешто им се случува, да не е некоја болест, меѓутоа не е никаква болест, тука е само емоционално бегање од новиот момент. Во тој момент треба родителите само да бидат смирени, да пристапат со еден убав разговор, да го гушнат во ред, да кажат во ред нема проблем, ајде ќе го одложиме подоцна, ако сакаш утре ќе прошетаме. Еве пробај да видиме што е тоа што те вознемирува, од што се плашиш, дали сонуваше некој неубав сон или еве дам пример да го земеме твоето другарче, најчесто децата имаат свои нели замислени другарчињи или играчки, па ајде да го земеме твоето другарче. Јас имав една случка на едно детенце кое што беше заљубено во Спајдермен и секој ден кога ќе доаѓаше ми викаше наставничка дали може Спајдермен со мене да доаѓа на училиште, викам секога, нормално е Спајдермен ќе учи со нас, но тој ќе не научи нас како па да летаме. Имав едно друго детенце кое што ми викаше, ама јас мојата Барбика многу сака да учи, дали би можела јас заедно со да ја подготвувам за на училиште. Во почетокот родителите сметаа дека тоа не е добро, но јас ги ослободував дека во тој момент таа храброст, таа мотивација и постепено Барбиката во текот на второто полугодие остана дома, не доаѓаше веќе на училиште. Мислам дека се тие чекори кои што децата ги прават, нели послободни, посвои, бидејќи ќе си најдат нешто што е нивно, сигурно. Верувајте, јас секогаш кога имам трема, си наоѓам некое мое делче за како суперхерој што би е заштитник и ако на децата тоа им го кажувам, ајде си го најдеме нашиот заштитник кој што ќе не чува во моменти кога нешто не ни е пријатно, верувајте дека они се отпуштаат, а исто и родителите. Така. Да. За оние кои што се помали, се тоа важи и навистина се многу добри совети, но што е со поголемите кои што веќе имаат искуство во училиштето, а сепак можеби претходната година или малку порано го почувствувале тој стрес и нелагодност при почетокот на учебната година. Веќе имаат искуство како тука родителите може да ургираат на некој начин и дали можеби таа претходна подготовка им допринесува за да бидат под поголем стрес? Да, најчесто во пубертетот децата прават промени, односно во делот од 6 до 9 деление, тој е најспецифичниот период кога прави голема промена емоционално кај самите тинејџери и промена кај родителите. Често родителите не може да си ги препознаат своите деца, сметаат дека нивните деца не се непослушни, всушност напротив они навлегуваат во оној другиот период од патувањето каде што се чувствува дека веќе растат, меѓутоа емоционално не се зрели и се наоѓаат на расчекор. Во тој момент најдобро нешто што моето искуство ми покажало и како родител е да воспоставиме еден пријателски однос, да се доближиме до нив, да бидеме отворени, позитивни. Како една подготовка што мене ми функционираше добро на мојата ќерка и на мојот син е кога ги оставав да размислат како би направиле едно писмо, би си напишале писмо за новата учебна година, што би сакале да подобрат од минатата година, а оние предизвици што им биле на некој начин стресни,
како да ги преднасочат, односно да си помогнат на себе и на другите преку разговори. Денеска, искрено да ви кажам, има толку многу извори, технологии, видеа и можеме заеднички во договор родител со дете да се договориме некој филм кој што е интересен, кој што ќе покаже како да се носиме со предизвиците за наредната година, односно да ги пренасочиме и да ги одбегнеме. Само отварањето, зближувањето, отвореноста ќе може да постигнеме подобри услови со позитивни мисли. Секоја негативна мисла што ќе им дојде, страв, анксиозност, односно да им овозможиме дека тука сме, ние сме тука, секогаш во твојот момент, те поддржуваме, ајде размисли како ти би можел ова да го подобриш кога би бил од другата страна. Да го разбереш и тој другиот зошто така постапил од тебе, како би постапила доколку сретнеш некој друго другарче од таква ситуација. Дали ќе избереш да постапиш и да вратиш како тебе што ти правиле, или би избрала да ја понудиш некој решение, доколку другата страна не е подготвена, имаме избор да го одбегнеме, па потоа да се обратиме кон други служби, други луѓе. Пред се најчесто ова таа возраст многу си помагаат нивните соученици и некој добар ментор или родител кој што им е близок. Затоа можеме да ги прашаме што мислиш кој ќе ти биде тебе некој заштитник оваа година. Што би требало да направат родителите ако нивното дете не сака да оди на училиште или изразува страв? Имаме и такви ситуации. Кажавме едни од симптомите на анксиозност, дека не сакам да одам на училиште, кога не сака утрото да стане од спиење, смислува изговори, но тоа некако се полесни отпори на детенцето. Имаме и случаеви малку покомплицирани кога навистина детето не сака воопшто да оди на училиште. Дали поради некој стрес, некоја траума. Што се советува во тој случај на родителите? Имаме ли навика да се обратиме до педагог, до училишен психолог, за да заедно ни помогнат во тој процес, или се уште не можеме да дојдеме до таа навика, сакаме се сами? Напротив, не можеме ништо се сами. Ние сме еден голем тим. Но знаеме какво општество бевме порано, некако кога ќе се споменеше педагог, психолог и не толку, барем нашите генерации, не толку имавме со тие луѓе во училиштето комуникација, не е како што е сега. Сега се поотворени родителите за тоа? Се отворени, делумно зависи, тоа е индивидуално, меѓутоа ако ние им овозможиме заеднички отворено да пристапат и да влезат во нашето поле на некој начин, се отварат. Јас искрено можам да кажам еден пример кој што мене лично ми се случи. Имав едно детенце кое што воопшто не одело во градинка, немало социализација, кога дојде во оделението, буквално не сакаше да дојде, да влегува, плачеше, бегаше, не бегаше од училница. Родителката беше многу загрижена и едноставно во првиот момент направи еден гард на некој начин, што е природно, родителите заштитнички кон своите деца. Но кога пристапивме и се качивме во службата, педагог-психолог, заеднички како тим, кога ги кажавме дека може слободно да доаѓа со детето, колку сака време, например да речеме една недела, 2 недели, за адаптација, да биде присутна заедно со него, за да му помогне на него, дека тука ништо не е страшно и дека исто како дома, како со родител, дека сега замената на мајката ќе биде наставничката. Заедно со поддршка и кога ќе почувствува дека некогаш не му е добро, дека може да се каче горе кај педагогот, да поседи малку кај него, да си подцрта, да си разговара или кај психологот, па кога ќе почувствува дека еве ќе подготвен емоционално може да се врати во училница, и таа отвореност на комуникација, родителката беше стварно и благодариме многу отворена да не каже сите семејни причини што ги имале. Тоа се затоа ја кажувам дека наставниците и родителите треба да бидат како едно и дека сите тие треба да бидеме отворени. Кои се оние претходни, да речеме во семејството, проблеми, кога ќе не ги кажат, да ние знаеме како да пристапиме и да продолжиме и да помогнеме да ги надминеме овие ситуации. Ја мислам дека во последно време многу сме поотворени, се подобруваат, се е индивидуално, но мислам дека одиме напред.
Тоа е одличен податок, па еве за крај на разговорот, на кратко само кои се најчестите грешки кои што ги знаете во текот на вашето долгогодишно искуство, што токму родителите ги прават пред првиот училишен ден? Па ја не би ги кажала како грешки, тоа се едноставно предизвици што ние како родители сме ги научиле од претходно, толку знаеле во тој период нашите родители, но им благодариме нели во нашето воспитување. Тие предизвици се кога често знаеме да им кажеме она што претходно го кажав, ништо страшно не е таму, и децата буквално се блокираат или во стилот немој да плачеш, нормално ти си сега возрастен, голем си, всушност тоа се емоции, природно е да плаче, да се смее и да ги искаже своите емоции. Затоа би сакала родителите да ги охрабрам, они да имаат малку повеќе самодоверба, да тргнуваат со насмевка, кога ќе ги видат децата своите родители како модел, дека се срекни, дека почнуваме едно ново патување, одиме некако на одмор, во кој што истражуваме, веднаш децата се отпуштени и воопшто немаме никакви проблеми. Клучот во се слушајќи ве внимателно со Симона е разговор. Да се разговара, да се комуницира, родители, деца, наставници, така. Сега за крај, мислам дека ни е подготвена фотографијата од вашата книга, имате и создадено книга за деца. Ако ја еве фотографијата која што ја познаевме од Инстаграм, најдоброто од мене. Најдоброто од мене е токму книга која што ги подготвува децата, односно тука ги се справуваме како да се справиме со стравото, мразата и лутината. Е техника да извадиме најдоброто од себе, а тоа е љубовта, љубовта сите ја имаме, сите сме дојдени од љубов. И токму само клучот на сите предизвици, дали сме првачиња, дали сме возрастни, лежи во нас, а тоа е љубов. Така пристапуваме со убава мисла, со љубов и прифаќање на сите ситуации такви какви што се, а на нив да им дадеме љубов, верувајте ми дека буквално ќе имаме еден преубав свет во кој што сите ќе имаме насмевки, а за мене најголемата мисија е секојдневно да гледам што посрекни и насмевки деца, насмејани возрастни. Значи оваа книга е добар прирачник ете и сега пред 1 септември, за ова што го зборувавме до сега, дали е во продажба пуштена? Да, во супер нова во книжарницата во Лептокарија, можете да ја најдете или можете преку мене на Инстаграм да ме пронајдете Магловска и на Фејсбук. Така. Ве благодарам многу за гостувањето во Македонија на утро. Симона, време е за музика, а веднаш потоа и со новите линковски вклучувања. Да, одиме прва со музика.